Вашиот долгоочекуван серијал. Малце ме гледате у друг простор, можда ќе слуша ехо, не знам. Не сум дома. Тоа вас не ве интересира. Вас и мене моментално многу ме интересира кои се личностите во Дигиталци 3. А тие што ме следите на TikTok знаете кој е прв. Му обрнемо малце внимание што е срамота за мене. Не планирам драма со човеков, не вреди, ќе ви објасним и зошто. Нема достоинство, нема ништо, али нема да ви откривам многу. Ајде да почнемо и јас сум многу возбуден моментално. Ајде да видиме што се дешава. Нека ги изгази воз, дај Боже. Другарче, оди бе смени тој мајци усмрти еси се да само тебе трактор да те сгази. Ако си ставија тие слушалица, мислиш јутубер, оди тамо на нива. Оди на нива, тоа мајсторе, кажи му. Тоа маки. Ема тебе еднаш на нива да ти кажам. Лебо како се рајабати племето. Чекај, да разјаснимо нешто. Ја не знам од кога слушалки стана препознатливо нешто за јутубер. И пошто заклучи дека ја треба на нива да иде, ми трактор да ме згазал. Овие покрети од Деки БВ Рус, што ги прави, што се здивува нешто, што зема сила. Дека у тој момент беше кај Ритко шофер на Ритко, кај човекот патем што помаловажува цело време си на курот, со него и му се може. Као наводно сега не е шофер, доби отказ, али уште импе мадафака, кој што му гледате овде имево, уште лижење гъс, уште ми треба пари и така натаму филмој. Ја јавно ќе кажем, доколку императоре, тебе ти требаат пари, јас сум заинтересиран да ти дадам 500 евра и 100 евра накнада за срамот што ќе го јадеш, а другите 400 му ги давам на Ритко, само да изврши голема нужда за император тоа да го изеде. Ако некогаш дојдеш до таа ситуација да ти требаа пари, понудата стои, 600 евра кај тебе у джеб, 400 кај Ритко, завршена работа. Рекол сам што сам рекол. Окей. Само застани на бензинска жити се да си земаме таму. Важи, брато, ајде. Застани бе свети, ево црвена. Извини. Тоја будалава има 4 деца дома, бе. Пичка ти материна, ти ли се провалја на црвена? Извини, брат, не е до мене, стварно, извини, морав, брзав, не можев да закочам, жими се. Полека вид бебе, полека бе, шопре бе, ќе се скараме со некој. Ќе се скараме со некој. Јас се гледам каде почитuje правила како е. Ајде да опрашам император, неколку правила ме интересираат. Колку може со трактор на автопат да возиш и дека спомнуваш трактори цело времето ме интересира. Кинемо пичка ти материна, лега бе стара само. А не го пуштај воланот кога возиш. Ако се караш, не го пуштај воланот. Ја денеска званично сум слободен. Ако има некој девојка кој да не нападна. Гледам помодрен у главата, друг. Како пат како ви прошло. Да не е нарцис, манипулатор, да е нормална. Да не е наркоманка. Мислим дека истото и ти треба да го смениш прво. Може да има плаво косо и плави очи. И да не е чичаглиша, да не е коски кожа, барем да има. Да не е чичаглиша, ама сега да најдем клипот кај што викаш, значи она има преубаво тело, многу е добра, значи кејте, лудница, она сега чичаглиша кога не ти одговара, па си не. Ако малце си ја поштувал во таа ваша врска, тоест само јебарник, така кажано, нема да го збориш ова, дека у тој момент си викал дека е топ телото, дека све е окей, а сега не ти одговара кога си раскинал, ваква е, онаква е. Како дојде до ситуација? Како дојде до тоа ти да му ја лижеш на сред лајв? Јасно ви е со кој човек прави мове, другар, јасно ви гледај што прави. Она сакаш? А тебе Она не сакаш. ти е гнас? Па не ме гласа ба сака што она треба да се срамам. Уште што Не, дали ти е гадно што на Не. канта му го правиш тоа? Па ја мислеше дека е она савршена, она викаше Опа, пред секунда, чичаглиша да не е ваква, да не е болна, да не е она, аха, од после, да, си сватил као она, извини. не спие с му. Пипе, ти си многу лесен за манипулација. Но Па лесен е се гледа, бе, Ритко, како да не е лесен, ко прво ти го дупчиш и му правиш што сакаш и не сваќаме, разбираш. Не е лесен за манипулација, туку е само глупав просто, нема 2 грама мозок, му го изела травата. Сте што тоа
Император доби отказ од мене, личниот шофер што ми беше добија од мене отказ. Зошто? Додека се враќавме кон Куманово, кажав, мислам дека треба утре да ме вози во 3 сатот за Битола. Значи жена ми да не се матретира да вози со дете со се, му го резервирав хотелот, се беше окей. Требаше да преспие таму 3-4 дена император, затоа што имам малце работа во Битола. И тој ми вика, окей брат, се во ред, утре тргаме за Битола. И нема да му се јави на телефон. Ја станувам во 2 сатот, му звонам, недостапен претплатникот, парапагуе се. Кај мајка му се јавам, му викам, кај император ми вика цела ноќ не е прибран дома. Пат звонам, па недостапен. Доаѓа 3,5 сатот, звонам, пак недостапен. Доаѓа 4 сатот. Небитно, не ме интересира до крај зашто, што, како, али можем да претпоставим и реален да бидем давашнаш човек, ако е вистина ова, значи дека Ритко може да го надупи него кога сака и да му рече дојди брат вамо ќе ти дадам 50 евра и ко ништо да не било он ќе истрча одма ко кученце со јазикот доде. Ритко нашол овца и ќе ја стриже. Бара контент, си нашол контент, нашол будала и нека игра со него. А будалата ќе си биде будала и тоа е тоа. Сега стигамо до уште еден наш драг пријател кој што исто патем одговори на мојата прозивка. Томи Джери мило ми е што си ме запознал, што ти се остварил сонот, ама и воа лето сме тука на Кану и на Потпеш. Кој друг сака да му се оствари сонот да дојде да ме запознае? Бујру. Ау, гајдов. Да, ти објасним нешто. На Канео ќе бидем и ја на Канео, брат. Уште еднаш сакам да се сликам со тебе, не е проблем. Дека гледам по коментариве што ти ги пишале. Искрено никој у веце ми се оди од тебе, не ми збори така бе, добра еве ги имаш двајца кандидати што сака, ама ја мислам дека имам поголемо право да дојдам да се сликам со тебе. Само ќе ми кажеш дали сакаш со блиц или без блиц, што е подобро. И ќе снимимо клип ако треба да ти донесеме малце прегледи, ме разбираш, да не е џаба. Попович, ајде да правиме една бокс битка ја и ти. Ритко ти да ја организираш и да ја стримаш, може тоа заедно да ја организираме. И може сите други јутубери да се уклучат исто. Дамјан Хец да направиме едно шоу. Дамјан и Хец, еве јас сега ќе организирам. Само вие кажите кога, јас сум увек за, ако не сака Ритко да организира, ја ќе организирам, ве молим само да ве видим како се тепат и на крај кој сака слободно може со мене. Има јутубери, има кој сака да учествува, јуто дава пари курец за да организирамо нешто такво, али ќе организирамо. Отварамо Ноут 5 моментално. Настанот ќе го крстимо, имаше JTMK да драма, се ќе биде JTMK да бокс меч. JTMK да бокс меч. Значи, кој ќе учествува? Попович, Дамјан, Хец. Тие се сигурни. Значи, сака Ритко да му е хост. Добро. Океј, за го ставамо одма. Без мене тепачка бе или што вие? Идемо Гајдов и Попович. Дамјан ВС Зеза. И ја и Хец нема да се тепамо, така да ни треба уште двајца. Пишите у коментари Хец со кого да се тепа и пишите јас со кого да се тепам. Сем Хец и Зеза, мислам и со Зеза би се млателе пак, ја и он се тепам овака секако, секој ден кога сме заедно. Хец не се чепкам со Хец, ќе ми ги викнет во неговите двајца браќа, после не сме струга додам. Небитно, видеово не е организирање на бокс мечеви, видеово е реакција на дигиталци, идемо да пишете у коментари кој со кого да се тепе и други јутубери ги има за да ги пишем. Какав ова е работа бе брат. Ритко ми се ви пропаднаја, нема контент. Баш ако пропадне прво тебе ќе те бар. Досадан бија, публика му избегала, дајде вој, викам ајде шофер, такој сум шофер. Али не ми плати Ритко братот за лайв, кажа 200 евра ќе ми даде. Па нели е пропаднат, нели не ти чини, мислам. О, знаете кој сека луѓе, кој поќе лаже, дали император или Ритко, двајцата лажа ка песој. Само 50 ми даде, нема везе. Не га хейтам, ја га па сакам, он ми е брат. Брате, нормално дека е брат кој ќе ти даде и 50 евра, па после идеш да излезеш таму кај што се мочало и така натаму, да. Па си га сакам, ама... Браторе, ти, брате мој мили, за 20 евра, таму кај што плукаш ќе лижеш, а не па за 50, молим те. Сака да му качуј хајп, контент за контент, иначе не, јас си сам наступам. Наступа, он е артист. Ја не знам дека он има настапи. Дечки мои, ве молам, кажете ми кај има император настапи, сакам да отидам во прв ред, не како во прв ред VIP backstage сакам да влезам. Мене чисто викам ајде штом сакаш контент, викам ајде ќе ти направи услугу и колку он покушава да ме понижи, мене спушти, да ме направи дека сам ниско Покушава? Него му успева, пријателе. Сам се понижуваш. интелигентен, току он се сам
Сам себе се копа, не знам зашто. Докато така го правиш ритко. Па првенствено дека најбар да сврзе две реченици застопно за разлика од тие пријатели кои што сам ќе се избуниш што збориш. На гости нема да ти дојде ни еден гостин, а брат те сака, љуби брат. Императоре, ја еве те повикувам да правиме лајв заедно, ти плаќам еве 100 евра одма да дојдеш, ама да знаеш што од сега ќе бидеш понижуван, ете. За 100 евра, брат. Кај Ритко беше понижуван за 50, дури прашањето е дали си ги добил тие 50. Ја ти давам барем 100. Gotta make music for my bitches. Do bands, bitch on bitch. Christian Dior, новите. Корнетица. Сине, мислам, што сине ме боли курат и девојките треба да ги чувате дечковците, ја тоа можам да кажем овде. Ја разбирам дека ова е тренд, ама е најкринч тренд што може да го направи некој девојче. Па и те си ги дечковците, искочивме у заграда, неќеме да ги гледаме. Дама битно они вас ќе ве гледаат. Многу pretty beautiful са, знаете, ова она. Тоа е женски, пазете си ги дечковците, што да ви кажам. Кожата машала, уба му е лицата, уба му е косата. Теки ромучо. Да, мене ме клучи, уба е. Брате, Вили, бар научи го да збори да му е. Док те љубим, други леко ти си, за мене само сам, љубај ден. Ај скоро да завршиме епизода кој што личи. Луѓе мои, ја овде ќе ја завршам оваа епизода. Причина што на бербер сум. Сато дојде, гледате, зараснат сум, чекајте вака да ме видите. Не смеам да ги тргнам слушалките, император ќе се љути. Ставите follow на Instagram, ставите лайк, ставите subscribe и се гледаме ние у следно видео. Моментално сум прилеп, немам толку можности да ви снимам активно, али здравите таму, знаете, оно наше баба, дедо, стрина, вујна, сестра, братучетка, ако имате, знаете како иде и се гледаме у следен клип з Si mi posledná se vystopak, te imam, dávam se. Samo daj znak, da te imam, dávam se. Koda si mi